Благодарам, председателе, почитуван колега. И на вчерашната дебата, иако се однесуваше на Законот за инспекторатот за употребата на јазиците, ви го кажав ова и сега ќе го повторам, но ќе се однесува за Законот за употребата на македонскиот јазик, чие што измени практично се денес на дневен ред. Значи, во однос на вистина усогласување законот и со одлуките на влада и со Зородум. Прво. Второ, јас не знам зошто упорно сакаме да ја комплицираме работата кога треба да ја поедноставуваме. Сите инспекторати сега ќе бидат во рамките на министерствата и ќе станат органи во рамки на министерство. Веќе имаме таква инспекторат за животна средина, инспекторат за труд, значи тоа се во рамките на министерствата. Препораката на Европска унија да се скратува администрацијата. Значи, ова е една многу логична рамка дека да, ја кратиме администрацијата, кратиме непотребни вработување, дуплирање на работни места и слично. Така се заштедува и во буџетот и така и ја извршуваме онаа реформа која што мора да ја вршим. Јас не сакам, но ќе морам да потсетам во претходните 7 години како се отвара, се дуплира, се комплицира работи. Имам примери. Имам примери конкретно од високо образование, од култура, од кој што сектор доаѓа. Но не разбирам зашто мора да се политизира ова. Ова не е политичка работа. Значи, да, ние се грижиме за јазиците. Воопшто не се согласувам со вас дека никој јазик е повеќе или помалку чуван или дека државата се грижи или не се грижи. Значи, инспекторатот за употребата на јазиците треба да се грижи за сите јазици на сите етнички заедници кои што живеат и кои што се повеќе од 20% во едно населено место. Не е тоа закон за или инспекторат за албанскиот јазик. Тоа е инспекторат за употреба на јазиците. И тука е уредено се. И сега треба и тој инспекторат да се стави во рамките на Министерството за правда. Значи, не ве разбирам зашто упорно политизирате нешто каде што нема политика. Ја намалуваме администрацијата како што ни наложува Европската унија. Сакаме да бидеме поефикасни, ова е еден од начинот да бидеме поефикасни. Можеме ние да комплицираме, можеме да збориме, да, тоа е работа на опозиција, но морам да потсетам дека овој закон, законот за употребата на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо е донесен со консензус. Сите се согласивме за тоа. И зошто сега кога има пречка, а очигледно има пречка и ние треба да помогнеме како пратеници, а не да одмогнеме, бидејќи знаете собранието и владата се посебни ентитети, и кога гледаме ние како пратеници дека има проблем, наша задача и одговорност е да помогнеме. Со овој закон се помага. Со овој закон се уредуваат работите кои што се пречка за да почне со работа тој инспекторат. Не сакам да навлегувам во материјална расправа и да ви одговорам на сите точки кои што ги посочивте дека се проблематични. Ништо не е проблематично. Напротив, дозволуваме да почне инспекторатот конечно со работа. А ако ви е вас целта да не постои инспекторат за македонски јазик и да не почне работа, тоа е веќе друг муабет, ама тоа е политика. Ние сега како пратеници имаме одговорност према граѓаните, спрема сите граѓани. И во однос на инспекторатот за употреба на јазиците, и во однос на инспекторатот за употреба на македонскиот јазик, кој што ги ставаме на исто ниво, како орган во состав на министерство. И ако сакаме да работиме, ова е начин да работиме. Ако сакаме да политизираме и да не работиме, како што се случуваше изминативе 7 години, вака ќе се работи. Но ние нема да дозволиме така да се работи. Ви благодарам. Yes.